Да, Куманово веќе е во различни бои, сето тоа се должи на пролетното раззеленување во градот. Екипите на јавното предпријатие Чистота и зеленило започнаа да го уредуваат градот во различни бои. За какви садници цветења станува збор, ќе слушнеме секако од првиот човек на комуналното предпријатие Чистота и зеленило, Саша Томиќ. Добар ден, благодарам што одвоивте време за програмата на македонската телевизија. Од она што може да се забележи, градот е навистина многу поубав, цветења во различни бои. Започнавте со пролетно раззеленување на градот. Што може да ни кажете, за какви цветења се работи, секако ова е во рамки на предвидената програма? Благодарам. Значи, како што знаете, јавно предпријатие Чистота и зеленило има склучено договор со општина Куманово за одржување на зеленоцветни површини. Во склад со тој договор, ние екипи на јавно предпријатие Чистота и зеленило, значи секојдневно изминатите 5-6 дена, садат на сите расположиви зелени површини што ги имаме, како градскиот кеј, парковите, градскиот плошад кај што се наоѓаме, значи садим интензивно пролетен расад цвеќе, од тип на хризантеми, од тип на примула, од тип на љубичици. Како што може да видите овде на градскиот площад, цвеќето е така, внесува свежина, внесува многу убави ноти, бои овде во секојдневно наше функционирање и живење во градот. Се трудиме, значи, да го разубавиме градот, да внесеме убави, живи бои, на прак сме на пролета и се надевам дека тоа наидува на многу позитивни и добри критики од страна на граѓаните на општина Куманово. Не ги забравивте ниту кружните текови, особено на влезот на градот, и истиот се уредува. Колку средства имаме одвоено, предвидено оваа година за токму за оваа намена? Да, сега ние се трудиме, значи дел е наше собствено производство, дел нешто набавивме овој цветен расад од општина Струмица, мислам од приватни расадници бевме во Струмица, нешто набавивме, покушаваме да го разубавиме градот, значи воедно не е само цвеќето, садиме и садници. Имаме, значи, како што е информирана јавноста овие денови, има склучено договор меѓугранична соработка општина Ќустендил со општина Куманово. Таа програма оди преку Североисточен плански регион. Во изминатите неколку месеци интензивно се садат садници од тип на јапонска цреша, див костен, лиадендрон и така натаму. Значи, на булеварот Трета Македонски има засадено околу 130 садници, високо квалитетни, многу убави, што даваат многу убав цвет, вака сега под пролет, граѓаните многу пријатни и позитивно ќе бидат изненадени. На булеварот Октомврска револуција имаме засадено преку 200 садници. Истите внесоа топлина, воедно се стави комунална опрема, кантички за џубре за отпадоци, клупи за граѓаните да имат кај да седнат, да се одморат. Значи, градот се разубавува, се движиме во една позитивна насока. Многу е пријатно денови и мислам дека уште во периодот што предстои уште повеќе ќе садиме, ќе го разубавиме, ќе го раззеленуваме нашиот град и ќе биде сликата многу поубава. Ги споменавте садниците, паралелно засадивте всушност нови садници и во кругот на општата болница на ново формираниот паркинг, нешто што е значајно и за нас како град кој што се соочува нели со оној проблем, особено со загадувањето, меѓутоа и самата состојба за установата ќе значи секако многу. Да, на барање на општа болница Куманово и на барање на директора Сашо Стошевски ние излеговме во престрет. Насадивме еден дрворед, насадивме висококвалитетни садници, мислам дека 22 садници беа од типот јасен и се надевам дека ќе успееме да ги задржиме, да ги заштитиме тие садници. За некоја година тој дрворед кој ќе се оформи, кој ќе добие една убава слика, мислам дека ќе биде многу пријатно и убаво каче во тој болнички двор, пошто и така се трудиме да го раззелениме, да го разубавиме, исто и како градот, сликата да биде убава за сите, пошто секојдневно граѓаните имаат потреба да одат и во болница. Споменавме дека навистина градот е многу поубав во различни бои, меѓутоа она на што работите и вие како јавно предпријатие, па на некој начин и ние како медиумите постојано апелираме до оние несовесни граѓани да не ја загадуваат околината. Еве веќе подолг период работите на акции за чистење на дивите депонии, се интервенираше на неколку локации. Истакнавте дека можеби не во толкави количини, но за жал на дел од тие локации повторно се загадува. Да, во изминатите 3 месеци мислам дека некаде околу
15 акции спроведовме за расчистување на диви депонии во градот и во некова непосредна околина. Баш вчера, мислам дека бевме искрени, може се разубавивме по течение на река Пчиња, извршиме чистење на една голема депонија, просторот го средивме, меѓутоа, како што рековте и самите, дека после неколку дена или недели од наше расчистување на тие депонии, повторно наидуваме низ проблем, повторно се соочуваме со исти такви работи. Апелираме до граѓаните да се воздржат од фрлање на смет онаму кај што не треба да го депонираат, да го одлагаат. Ние се трудиме, излегуваме во пресед, спроведуваме акции за собирање на кабаст отпад, јавноста е навремено информирана, значи мислам дека околу 2 до 3 акции секој месец организираме за собирање на кабаст отпад. Воедно сакам да изразам и едно големо задоволство од свечево што го садевме во изминатите 5-6 дена. За разлика од претходните години кога дојдеше до кинење или до скубење на тоа исто цвеќе, сега гледам дека се останува онака како што ќе го насадат нашите стручни служби, тоа ме радува, ми причинува големо задоволство и повторно апел, значи да сочуваме нашата животна и човекова средина. Ви благодарам на одвоеното време и посакувам многу успех. Благодарам. Имавме можност да го слушнеме директорот на јавното предпријатие Чистота и зеленило од Куманово, како што посочи екипите на предпријатието продолжуваат со пролетно разеленување на градот, меѓутоа и со чистењето на оние диви депонии, апел и од нас до сите кумановци да бидат совесни и да ја чуваме животната средина, околината, бидејќи тоа е од бенефит за сите нас. Студио.